Добар ден, почитувани, започува најновото издание на Телма амбуланта. Иако сите мислат дека лесно се препознава ракот на дојката, сепак тоа не е така. Има многу промени во дојката кои наликуваат една на друга со карактеристики кои што може да се препознаат само со помош на ултразвук или мамографија. За прегледите на дојката денеска зборуваме со доктор Лидија Велјановска-Кириџиевска, радиолог, односно специјалист по радиодиагностика во Жан Митрев клиник. Така. Добре ни дојдовте, доктор Лидија. Добре ве најде. Што треба да направат жените кога ќе опипаат некаква промена на дојката? Дали веднаш треба да се упатат на преглед со ехо, односно ултразвучен преглед? Така е. Во принцип, секоја промена која ќе ја забележи пациентот, се јавува прво се разбира кај својот матичен лекар, кој потоа соодветно го упатува понатаму каде треба. Најчесто таквите пациенти доаѓаат на специјалист радиолог, каде што добиваат ултразвучен и мамографски преглед во зависност од возраста на пациентката. Обично започнуваме со ултразвук, потоа доколку има потреба правиме мамографија до 40-та година. Над 40-та година ултразвукот не е доволен за таа возраст, тогаш се прави и мамографијата задолжително. А како изгледа ултразвучниот преглед? Дали жената мора да лежи на грб, зашто е тоа така? Се употребува гел на градата кој што доаѓа во контакт со сондата, зашто е неопходен? Така. Самото име ултразвук станува збор, значи, за ултразвучни бранови кои што можат да се трансмитираат преку гелот. Значи, гелот е спроводното средство да дојде ултразвукот до ткивата во самата дојка. Инаку прегледот е многу комфорен, безбеден, неинвазивен, едноставен, не треба посебни подготовки. Жената е во лежачка позиција, со окренати раце, за да може дојката убаво да се прегледа радијално во сите сегменти и трае релативно кратко, 20 до 30 минути, во зависност од наодот што го има девојката. А дали е точно дека за да се направи ултразвучен преглед, пациентот мора да ја задржи соодветната положба, во спротивно нема да биде успешен? Не. Положбата има протокол на положба, но се разбира дека сите по конституција сме различни и најчесто радиологот е тој кој покажува во која позиција треба да се намести телото за да има подобар достап до паренхимот на дојката кој што ние го гледаме. Ајде да разјасниме неколку дилеми кои што се поврзани со ултразвучните прегледи. Може. Да ја погледнеме првата вистина или заблуда поврзана со прегледите на дојка, која што гласи: ултразвук на дојката треба да се направи во периодот меѓу 7-миот и 10-тиот ден од првиот ден на менструалното крварење. Така е. Дали ова точно? И Да, дали е ова е грешно точно. доколку се направи ултразвучен преглед во било кој дел од менструалниот циклус? Сега ова да го појасни. Така, значи во менструалниот циклус кај жената имаме промени во ткивото на дојката, кои што зависат од промената на нашето ниво на естроген и прогестерон, значи женските хормони, кои што се различни во различен период од циклусот на секоја жена, нели, на месечно ниво. И сите знаеме дека жените пред менструалниот циклус имаат, да кажеме, условно отекување на дојките. Тоа значи дека жлездениот паренхим се згуснува и во тој период не се препорачува да се прави нити ултразвукот, нити мамографијата, нити магнетната резонанца, бидејќи може некои промени да бидат скриени. Затоа се тие препораки дека најоптимално е 7-миот до 10-тиот ден од првиот ден од циклусот да се направи прегледот. Тоа не значи дека во другите периоди е забрането, но многу е поголема шансата да не откриеме нешто што вистински го има во дојката. Но жените доколку опипаат нешто при Се разбира, крајот од не може да менструалниот чекаат, циклус и не може ќе да дојдат чекаат, на преглед. да инсистираат на Така преглед. е. Да, во тој случај може да се направи. Ултразвукот не е штетна метода, можеме да ја повториме доколку има нејасноти, но сепак треба да ги почитуваме препораките, има зошто е тоа така и најоптимално е да биде 7 до 10 ден од првиот ден на циклусот. А дали на ехо дојките изгледат исто во било кој период од животот? Например, за време на бременоста, во предменопауза, постменопауза, за време на доење. Има ли разлика во изгледот? Прво, разликата во паренхимот на дојката е кај секоја жена.
Значи сите ние имаме одредена конституција и затоа ние забележуваме кога правиме преглед дека има густи дојки, ретки дојки. Тоа зависи од распоредот на жлезданите структури во однос на масното ткиво кое што анатомски го има во дојката. Се разбира дека освен индивидуалната разлика, поради конституцијата, како што кажав, постои разлика во различен период и возраст на жената, токму поради ова ниво на женските хормони кои се менуваат, а особено за време на бременоста или кога се под хормонална терапија, каде што тоа ткиво е многу погусто, поедематозно и каде што е потешко да се направи преглед. Не е невозможно. Така, споминавте дека некогаш е ткивото погусто, тоа е особено пример кај помладите девојки, кај младите жени. Или ако е таква конституцијата, или ако е под хормонална терапија, или во текот на бременоста и така. А дали тоа представува проблем за диагностицирање? Потежок е прегледот, ке треба повеќе внимание за да се направи прегледот, но не е невозможен, се разбира дека се прави доколку има потреба. Да ги вклучиме гледачите во програма, да им дадеме простор. Емисијата од овој момент натаму ќе биде контактна, ќе можете да се јавувате и вие почитувани, да го збогатите денешниот концепт со ваши прашања, со ваши размислувања и дилеми на темата на која што разговараме денеска, а тоа е прегледот на дојката. 3076 677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Гостинка во студиото ни е доктор Лидија Велјановска, кириџиевска специјалист по радиодиагностика од Жан Митрев клиник. Дали е точно дека точноста на прегледот во голема мера зависи и од стручноста на докторот кој што го прави прегледот? Се разбира дека еден дел зависи и од стручноста. Конкретно во нашата специјалност, сами напоменавте, влегуваат повеќе методи, како ултразвук, мамографија, магнетна резонанса. Тоа значи дека ние во нашето секојдневие сме врзани со технологија, каде што е многу важно тие апарати да бидат редовно одржувани, сервисирани, калибрирани. Секој од нив си има посебен протокол на калибрирање и техничка спремност, бидејќи точноста на самата диагноза или самата диагностика еден дел зависи и од техничкиот дел и се разбира другиот дел од искуството на лекарот. И сега што прво се забележува за време на прегледот? Дали ткивото е цистично? Што тоа значи цистично? Што се тоа цисти на дојката? Тоа се проширени млечни каналчиња кои што после некое време можат да кажеме се организираат во округли промени кои што се цистични, најчесто се бенигни, најчесто се без симптоми, но се случува некои од жените да почувствуваат симптоми, да се исплашат или многу ретко во некои случаи да се воспалат ваквите промени. Кога веќе имаме пациентка кај која што сме детектирале такви промени, се препорачува редовни контроли, зависно од лекарот кој го води пациентот. Ако е првиот пат, обично 3 до 6 месеци, најчесто на 6 месеци, во зависност од тоа каков тип се тие, во кој дел од дојката се, дали се зголемуваат, намалуваат во текот на контролите, дали се згуснуваат по содржина, дали треба да се направат други доиследувања, да не случајно во позадина се крие и друга состојба која што тоа може да го предизвика. Имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве, мислам дека... Добар ден, Телма телевизија? Така, секако Телма телевизија. Емисијата Телма амбуланта, повелете. Да, сакаме да прашаме први најголем поздрав до докторката Велјановска. Би ме интересирало какви прегледи они вршат во нивната клиника и каков скрининг прават на дојките. Така, значи каков тип на прегледи правите во вашата клиника? Ви благодарам за прашањето. Се што се однесува до здравјето на жената, ние сме секогаш спремни да излеземе во пресред. Тоа значи дека ултразвук имаме, магнетна резонанца имаме и сега за скоро време ќе имаме и мамографија. Уште еден гледач ќе вклучиме во програма. Добар ден. Се исклучил во меѓувреме, поред. Ке добие шанса повторно да се вклучи во програма доколку се јави на 3076 677. Да продолжиме со фиброзните чворови, кои што исто така може да бидат забележани на ехо преглед, дали е тоа бенигна промена или пак опасна канцерогена?
Видете, кога откриваме било каква промена во дојката, препорачуваме редовни контроли. Сите тие промени кои што ги нарекуваме дека се бенигни треба да се следат, бидејќи после некое време може да се трансформираат во друга состојба. Најчесто фиброзните промени, цистичните промени спаѓаат во бенигни состојби, како и многу бенигни туморчиња кои што може да ги забележиме. Но мора да споменеме дека на преглед за дојка не треба да чека секоја жена да има некаква промена. Тоа значи дека грижата за здравието треба да биде, да вклучува, освен препораките за годишни стоматолошки и гинеколошки прегледи, тука спаѓаат и годишните прегледи на дојките, за да може навремено да се открие било која состојба, да се следи и се разбира колку порано ја откриеме, толку по едноставно и ќе ја третираме. Затоа постојат тие препораки на еднаш годишно ултразвучни прегледи до 40-та година, а потоа по 40-та година да се почне со мамографски прегледи. Во нашата држава се на 2 години, во Соединетите Американски држави препораките се веќе на секоја година да се прават. Кај нас се задржа се уште правилото годишните мамографски прегледи да бидат кај ризичната група на пациентки. Тоа се пациентки кои што во семејството веќе имале заболувања, малигни заболувања на дојка по женска линија или по машка линија, значи мајка, тетка, баба. Веќе имале малигно заболување на дојка, веќе имале некакво заболување на овариумите, гинеколошки малигни заболувања, или пак пациентки кои што имаат долгогодишна хормонална терапија. Кај таа категорија на жени се препорачува годишна мамографија. Инаку ултразвукот е сосема доволен за младата популација до 40-та година, доколку не се најде на некоја промена. Така, ајде да го погледнеме шестиот телоп, кој што гласи: некои понови испитувања покажуваат дека во дијагностицирањето на рак на дојки кај жени помлади од 45 години ултразвукот покажува подобри резултати од мамографијата. Дали ова точно? Релативно точно, бидејќи секоја метода си има своја специфика. Така со ултразвукот обично ја гледаме содржината на промената, дали е таа цистична, дали е туморска, дали има калцификати, некогаш гледаме. Но ситни калцификати или промени кои почнувааме да ги гледаме со ситни калцификати, можеме да ги забележиме само со мамографија. Се разбира, не смееме да заборавиме и магнетната резонанца како една високо специфична и сензитивна метода, која што си има друг простор, каде што многу од заболувањата можеме да ги детектираме само со магнетна резонанца или да детектираме во многу порана фаза со магнетна резонанца. Уште еден гледач очекува да биде вклучен во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Добар ден. Ве слушаме во програма, сте, повелете, кој е вашето прашање? И до вас. Благодарам. Вака, имам 53 години. Се бев на ехо преглед на 17.12. Јас само ќе ве замолам со нас да комуницирате преку слушалка и да го исклучите тонот од телевизорот за да немаме проблем во комуникацијата. Напишано ми е на извештајот паренхим во инокулација бил. После билатерална дуктектазија паримамарно. И после пиши аксили слободни. Сега да видиме што е тоа, не знам. Така, вие сте во дилема? Да. Што кажува всушност наодот од ехо прегледот? Наодот од ехо прегледот кажува се во ред за вашата возраст, но доколку има поминато 2 години од последната мамографија, треба да се направи нова за таа возраст. Така, за да бидете смирена, значи редовни прегледи, како што спомена докторката. Да се навратиме на ехо прегледите, па потоа ќе продолжиме и со мамографските, па и со магнетната резонанца. Некогаш се забележуваат и солидни цврсти лезии, дали веќе тука станува збор за посериозен проблем? Солидна лезија значи, да кажеме популарно кажано, туморска лезија. Таа не мора секогаш да биде малигна, има голема категорија на
солидни лезии кои што се бенигни, но веќе доколку ја најдеме таа лезија, како што кажав, доколку станува збор за млада популација, ултразвукот е сосема доволен да ја регистрираме, но потоа треба и да ја докажеме. Докажувањето е со биопсија, која што се прави по дехо, значи се следи иглата кога се внесува, точно да погодиме од промената, се зема примерок и потоа добиваме наод од колегите патолози да докажеме за каква лезија станува збор. Најчесто овие промени се оперираат. Например, една категорија се фиброаденомите во таа возраст. Доколку, например, најдеме солидна промена во некое каналче, во тој случај треба да се направи и мамографија и магнетна резонанца, може да биде бенигно, како например еден интрадуктален папилом, но може да испадне и нешто малигно. Во тој случај се разбира истото следува. Треба да се направи биопсија, да докажеме за каква промена станува збор и навремено да ја третираме, дали оперативно, дали конзервативно, дали ќе ја следиме, се зависи од наодот на колегата патолог и од возраста, се разбира, на жената. Дали бенигните промени даваат промена на кожата и подкожата, исто како што всушност се случува и кај малигните тумори? Во принцип дали карактеристиките се исти или слични? Во принцип не, но најчесто велиме дека превентивно секоја жена треба да се прави само преглед. Кога ги едуцираме, бидејќи на секој преглед, објаснуваме на секоја жена како да го прави само прегледот, јас најчесто имам обичај да потсетам кои се симптоми кои што жената не треба да чека да се појави на преглед. Значи, црвенило, топлина, болка, осип, грудка која што се пипа, се знаци кои треба да се јавите веднаш на лекар. Но тоа не значи дека секогаш имате малигно заболување. И едно воспаление на една циста или воспаление кај жени кои дојат прави црвенило, топлина, болка и тврдина. Затоа е тука лекарот кој треба да ги разјасни дилемите и да препорача понатаму испитувања доколку има потреба. Доктор Лидија, како да направат само преглед? За време на туширање, додека лежат, стојат, кои се правилата? Само прегледот во принцип може да биде и во лежачка и во стоечка позиција, со раката, со јагодиците од прстите на едната шака се опипува спротивната града, другата рака треба да биде крената за да може циркуларно значи, целата дојка. Едната рака крената, а со другата се прави крената, со другата рака да се прави прегледот, со јагодиците од прстите убаво да се опипа. Важно е да се напомене дека само прегледот не треба да се прави почесто од еднаш месечно. И тој треба се разбира да биде после менструалниот циклус, затоа што пред менструалниот циклус сите оние отекувања што ги има на дојката може да предизвика сомневање и да се исплаши жената дека нешто сериозно се случува. Така. А некој прегледот дали може да се направи дистинкција помеѓу бениген и малиген тумор? Најчесто да. Најчесто да, но како што кажав, тие методи секогаш се надополнуваат една со друга. Но во принцип докторот кој што има искуство би можел да препознае, се разбира дека може да препознае, освен ако станува збор за заболување, да кажеме малигно заболување кое што е во многу рана фаза, како што нас споменав преска, ако почнува со ситни калцификати или со лезија која е многу мала, често или ако дојката е густа па не може да ја видиме, но веќе искусниот радиолог знае точно да препорача понатаму што треба, дали ќе биде магнетна резонанца, дали ќе биде мамографија, дали во последниве години се прави и томосинтеза, значи 3D мамографија. Има начин како една со друга метода се надополнуваат. Многу ретко ја завршуваме работата со една метода. Така. И кога ќе ги направиме сите тие методи, мора да направиме и доказ, нели? Да докажеме дека со биопсија, дали ќе биде со мамографија, водена, со магнет, со ехо. Значи мора да имаме, ние велиме имиджинг метода, каде што ќе бидеме сигурни дека од местото на промената сме земале примерок, сме го пратиле на патологија и сме добиле соодветен резултат, да може понатаму и хирургот да го планира третманот. А зошто се случува, доста жени имаме гледач на линија. Ајде, ќе го вклучиме да му дадеме предност, па ќе продолжиме со прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум Митар Фјолар. Јас бев кај докторка Тамашева кај вас на телевизијата. Јас сум Машко. Така?
и ме гледа на дојката исто, имах проблеми, ден денеска имам проблеми, тога и кога бех кај него нарече дека ништо не ми е. Ми рече некоја вода од борова вода да ставувам и нема никако подобрување. Пак ме боле и си и двете гради шуми се на таковата како жена. Така, па и мажите имаат проблеми со дојките, не се само жените кои што страдаат од вакви проблеми. Ставувах од таа вода што ми порачи. Како борова вода? Зумувах борова вода, ставувах што подлога Немате подобрување, еве сега барате совет што да направите следно, така? Ќе дојдете повторно да ве прегледам. Така, уште еден преглед. Така е. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи мажите се соочуваат со проблеми. Да, точно. Постои категорија дојките на мажи кои од одредени лекови знаат да имаат проблеми со ткивото во регијата на дојката, каде што исто се создава паренхим и тоа е чудно за нивната возраст и тешко се справуваат со тоа и за жал има и многу ретка категорија на мажи каде што знае да се јави и малигно заболување на дојка. Така, некои истражувања велат дека и кај нив смртноста е поголема бидејќи не се вуваат на време. Така е, точно. Не може да предпостава дека е всушност можен таков проблем. Заболување, да. Така. Сега тоа прашање што сакав да ви го поставам пред малку во однос на прегледите со ехо кај жени. Некои жени кои што имаат рак на дојка тврдат дека напипале некаква грудка, но ниту на ехо прегледот, ниту на мамографијата не била забележана. Како е тоа можно? Има ли некои промени што не се видливи? Или имат специфична положба? Што се работи? Прво, може да станува збор за асиметрија, велиме ние. Тоа значи дека едната дојка не е иста со другата, по конзистенција. Некогаш кај жените постои, велиме, фиброгландуларен цртеж, кој што е поразвиен во едната дојка отколку другата, и тоа се смета како анатомска варијација. Не треба да се занемари, значи треба внимателно да се следи, бидејќи кај асиметријата може нешто да пропуштиме, значи да не се ослониме дека не може ништо да се развие. Тоа е едната работа. Другата работа, како што кажав, често пати забораваат девојките дека е тој период од 7 до 10 ден важен, затоа што тогаш се дојките најсмирени и тогаш е реалната состојба на самата дојка. Се друго пред и потоа може да предизвика дилеми дали случајно станува збор за заболување. Жените кои што имаат импланти, дали можат да направат вакви прегледи? Дали ехо прегледот е добра диагностика? Значи можат и треба. Тие треба да си ги прават редовните прегледи годишни како и за секоја друга категорија на жена. Со тоа што за имплантите е исто така многу добра и магнетната резонанца, бидејќи многу добро се гледа самиот имплант и се открива било каков проблем со имплантот, освен со ултразвукот, како на дополнување е магнетната резонанца и самото ткиво што си останува во дојката после имплантот, многу подобро се следи со магнетна резонанца. Исто да не заборавиме дека освен годишните прегледи со ултразвук и редовните прегледи со мамографија, кај пациентките кои што спаѓаат во високоризична група, значи со позитивна семена анамнеза и со докажани позитивни генетски предиспонирачки фактори како BRCA1, BRCA2, кај нив они влегуваат во група на скрининг со магнетна резонанца. Кај нив се препорачува секоја година магнетна резонанца, бидејќи се смета дека со магнетот многу порано ќе се открие заболување доколку се појави. Така, обично жените кога ќе се спомене преглед на дојки, првата асоциација ехо преглед и мамографија, некако магнетната резонанца. Па да, затоа што магнетот е сепак не е рутински преглед, не се прави во прва, па дури ни во втора линија, но има многу важно место кај одредена категорија на пациентки и се разбира има предиспонирачки фактори за да снимите магнетна резонанца. Прво, пациенти кои што се клаустрофобични не можат да го издржат прегледот, потоа сите оние што имаат било какви метални импланти, како слушни апарат, чинја, клипсина, аневризма, некои си ортопедски операции од поминатото, бидејќи во последниве 10 години, како со користењето на магнетот, сите медицински куќи кои произведуваат било какви импланти обрнуваат внимание на тоа и сега се тие магнет безбедни. Тоа значи дека во денешно време дури и со
пейсмейкер, срцев пейсмейкер, пред неколку години не беше можно да снимиме таков пациент во магнет, но во денешно време пейсмейкерите се безбедни да се внесат во магнет. Значи многу малку технологијата се развива постојано. Да, многу малку постои категорија на пациенти кои не би можеле да се снимат, за кои што би бил пречка било кој имплант, но сепак мора да се знае дека тоа може да биде пречка. Дали жените што примаат хормонска терапија треба да се одлучат за ехо или мамографски преглед? Значи, они спаѓаат во истата категорија на прегледи како за сите други жени, тоа значи до 40-та година само ултразвук, по 40-та година и ултразвук и мамографија, освен доколку на редовните прегледи лекарот кој што го следи, ја следи пациентката, не забележи дека постојат нови промени, па тогаш препорача порано снимање. Дури и кај такви пациентки, доколку станува збор за густо ткиво, се препорачува томосинтеза, од време на време магнетна резонанца. Значи, се е тоа индивидуално планирано според состојбата на пациентката. Ајде уште една вистина или заблуда поврзана со ултразвукот, која што гласи: ултразвукот не зрачи. Дали тоа значи дека може да се направат голем број на прегледи? Така е, ултразвукот е безбедна метода за нашето тело, може да се прави редовно без никаков проблем, за разлика од другите методи како што е мамографијата, каде има ионизирачко зрачење, но и тоа ионизирачко зрачење е многу мала доза, да кажеме, за разлика од други снимања. Мојата професорка велеше колку еден прекуокеански лет е таа доза. Освен 3D-то, каде што има нешто малку поголема доза, 20 до 40%, но во радиологијата сме научени да се справуваме со ова ионизирачко зрачење, од кое што нели сите се плашиме. Прво, тоа се диагностички процедури, дозволени од FDA агенцијата, се внимава, се работи по протокол и најважното правило во радиологијата е бенефитот го надминува ризикот од самиот модалитет. Ќе проговориме за тоа повеќе во делот кога ќе анализираме какви прегледи се прават со мамографот, бидејќи има голем страв кај жените дали да прават редовен годишен преглед со мамограф или не. Само да му дадеме предност на гледачот и да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Пациентка на докторката Лидија Вилјановска од Сумица пред 2004 година. Многу сум благодарна, докторке, вие ме спасихте. Веќе 16 години водам нормален живот. Така е, се сетите, и во Филип II доаѓав 2 пати и сега кога ве видов, значи толку ми бев восхитена и ве добив многу поздрав. Одлучивте да ја поздравите во програма. Така, ви благодарам за вашето вклучување. Навистина ми е драго што вашето здравје е добро. Мислам дека поголем комплимент од ова нема. Така е, благодарам многу. Јас нема да го спомнувам името, точно знам за колку станува збор. Имам уште еден гледач што очекува вклучување во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Сакам да питаме докторката и многу поздрав до неа. Благодарам. Имам сопругата сака да се јави, ама ја е срамја, јас ќе се јавам. Така, може во нејзино име да го поставите прашањето, зошто да не? Одиме 2 пати на хирургка и на радиологија. И 2 пати е снимане и секоја година одиме на контрола. На 11-та орта има зрнце. Еден доктор ми кажува дека има циста, а едниот доктор вика дека има тумор. Големината е негде од 11 до 12 мм. Така. Сега вас ви интересира како да се утврди всушност зашто точно? Да, како докторката да не објасни што треба да направиме. Што треба следено да се направи? Треба да дојдете да ја пригледам жената. Тоа ќе биде наедноставно со сите испитувања, со сите слики што ги имате. Така, тешко е по телефон да се постави диагноза. Морам да видам за што станува збор лично. Така. Во овој дел на емисијата ќе направиме кратка пауза со еден блок реклами, а веднаш потоа се враќаме во вториот дел на Телма амбуланта, каде што ќе зборуваме за мноштво вистини, заблуди, дилеми поврзани со мамографијата. Ќе ни ги разјасни секако нашата денешна гостинка.
Продолжуваме со денешната телма амбуланта, зборуваме за прегледи на дојка, за ултразвучни прегледи со мамографија, а споменавме колку е важна магнетната резонанца. Гостинка во студиото ни е почитуваната доктор Лидија Велјановска-Кириџиевска, специјалист по радиологија од Жан Митрев клиник. Доктор, ке да проговориме сега малку за мамографијата, веднаш да вклучиме една вистина или заблуда, односно дилема, која што гласи: мамографијата ги открива болестите на дојката во 85% од случаите. Дали овој процент навистина е толку висок, бидејќи понекогаш се споменува дека кај помладите жени со погусто ткиво некаде се движи точноста на прегледот 65 до 70%. Така е, кажав дека, да, точно е дека со мамографија се откриваат најчесто малигните заболувања на дојка, но секогаш постои тоа но. Така. Многу ретко се ослонуваме само на една метода, секогаш ги комплементираме методите со уште некоја. Најчесто е тука ултразвукот, а по потреба ја вклучуваме и магнетната резонанца. И во поново време, последниве неколку години, тука е да не заборавиме и 3D мамографијата или томосинтезата, која што дава многу подобар приказ на ситни промени, особено кај, како што кажавме, густи дојки, значи специфична категорија на пациентки. Значи да не се врзуваме само за една метода, бидејќи препораките точно се знаат за која возраст, која категорија на пациентки, кои методи треба да се направат заедно и посебно, дополнително и така. Имаме гледач на линија. Да го слушнеме прашањето на гледачот што во моментов ќе биде вклучен во телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака, поздрав до вас. И сакам да ја прашам докторката, јас сум 33 години. Во 2013 ми беше диагностициран карцином и ми е отстранета десната града. Сега останав повтор пат бремена и поради тоа што не сум направила 3 години веќе, значи контрола, која метода би ми ја препорачала и ми препорачаа мене, искрено да ви кажам, ехо, но ми кажа дека нема да биде конкретно добро прегледана таа града што е со силикон. Значи јас имам веќе наставено силикон на градата што е изваден. Така. Ултразвукот ќе биде сосема доволен да го направите, доколку има потреба, има тука можност, има простор да се направи магнетна резонанца, ако има потреба. Така, но ултразвукот може да даде точен аут дури на дојката на која што има ставено силикон. Но сепак да се остава простор и за друга метода, доколку има потреба, има и протоколи како треба да се постапи. Во секој случај да се јави на радиолог, радиологот ќе ве води како понатаму што треба да се доправи, доколку има потреба. Така. Ајде да погледнеме уште една вистина или заблуда поврзана со мамографијата. Со мамографија може да се открие рак на дојка 2 години пред туморот да стане опиплив. Како? Значи вака, со мамографија може да се открие рак на дојка 2 години пред туморот да стане опиплив. Значи уште кога се уште не е опиплив. Така. Точно. Затоа и постојат тие задолжителни прегледи, кај нас се прават на 2 години, како што кажавме, бидејќи мамографијата може да детектираме промени кои што се во вид на ситни калцификати, кога се уште не ја гледаме солидната структура, значи на ткиво, кое што може да даде сенка. Во таа категорија прегледи спага и магнетната резонанца, каде што имаме мали лезии кои што можеби нема да ги забележиме со ултразвук или со мамографија. Затоа и повторно потенцирам дека се важни овие превентивни, но сепак задолжителни прегледи за жените. До 40-та година само ултразвук, по 40-та година и мамографија и за високоризичните пациентки магнетната резонанца. Кај постоперативните, еве ме потсети пациентката, кај пациентките кои што веќе за жал имали искуство како малигно заболување на дојка, кај нив се препорачуваат контроли со магнетна резонанца. Исто така и кај жени кои што имаат импланти, со магнетот имаме многу подобра визуализација и на самиот имплант и на ткивата. Но не се прави толку често како
не може да се прави толку често како ултразвукот. А колку милиметри треба да бидат промените за да бидат видливи конкретно на мамографија? Обично на магнет знам дека детектираме до 5 милиметри лезија, но ситните калцификати се многу поситни од тоа. Тие со магнет нема да ги видиме, но ќе ги видиме со мамографија. Тоа е предноста на мамографијата и затоа таа спаѓа во тие превентивни задолжителни или во сите скрининг програми во светот кои што ги има. Сега во Соединетите Американски држави дури препорачуваат и еднаш годишно да се прави мамографијата, токму поради предноста да се видат ситни микрокалцификати кои што ќе ги видиме пред да ја видиме самата промена на дојката. Така, дали секоја сенка која што ќе се види на мамографија значи рак? Не. Сенките на мамографија кои ги гледаме треба да ги додиференцираме или докажеме со ултразвук, да видиме за што станува збор, дали се само цисти во прашање, дали е некаков бениген тумор, дали е нешто малигно, и се разбира доколку и тогаш не ни е јасно да си помогнеме со уште една метода како томосинтезата или магнетната резонанца. Гледач на линија чека да биде вклучен во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Се исклучил гледачот. Очигледно нестрплив бил, не можел да причека. Добро. Ајде сега да погледнем уште една вистина или заблуда, која што е поврзана со редовните мамографски прегледи, која што гласи препорачаната мамографија еднаш во годината ги покачува шансите за карцином. Ова може да се прочита на многу места и поради тоа жените стравуваат да го направат мамографскиот преглед. Стручите лица велат незначително го покачува ризикот, но некои велат сепак го покачува. Кој е вашиот коментар? Значи да, постои тој ризик, но тоа е многу мал и како што кажав, во радиологијата важи правилото, бенефитот од методата го надминува ризикот од истата. Споменавме некоја си компарација дека можеби мамографијата е, да кажеме, еден подолг прекоокеански лет, компаративно за да разбере популацијата, но многу е важно, каде што се работи радиологија, да се запазуваат протоколите за работа, апаратите да бидат соодветно проверувани, калибрирани, протоколите да бидат почитувани, технолозите кога работат на тие прегледи да ги почитуваат протоколите и точно се знае како може да се направи диагностички вреден преглед со минимум доза на зрачење. Сепак, ке кажам, бенефитот треба да го надминува ризикот од истата метода. Во радиологијата, тие што работат професионално, секогаш им е тоа првата работа на која што обрнуваат внимание. Велат не е доволно да се направи мамографија, треба да се направи квалитетна мамографија. Што тоа значи квалитетна мамографија? Дали тоа значи само најсовремена хајтек технологија? Тоа значи, како што кажав, добро одржувани, технолошки одржувани апарати и проверувани од лица кои што се задолжени за тоа. Но и стручноста, но што чита? Исто е важно, освен техничката исправност на мамографијата, таа да биде чиста, јасна слика, точно се знае кој дел треба да биде опфатен од дојката. Мора да би, за да имаме диагностичка вредност, мора да имаме опфатено и од пазувата, мора да ја опфатиме и целата дојка во две позиции, да кажеме, и да имаме техничка исправност. Ние велиме нијансите на сиво да бидат задоволени, значи од црното до белото, нијансите на сиво, резолуцијата да биде задоволена. Сега споменавте какви снимки треба да се направат, значи колку проекции се потребни? Да, во принцип правиме 2 проекции, освен ако... И што значи тоа проекции, да појасните? Тоа значи дека правиме една во профил позиција и една латеро-латерална позиција. Една во профил и една латеро-латерална позиција, за да можеме од различна страна да ги гледаме структурите на дојката. И по колку снимки се прави од секоја дојка? Дали како магнетна резонанца се прават повеќе? Од секоја дојка по 2 снимки се прават, освен ако не правиме некоја по-честа мамографија која што треба да ни разјасни некоја ситуација, каде може да направиме и редуцирана со 2 снимки. Така, сега дали при редовни контролни прегледи пациентките треба да ги носат и снимките од претходниот преглед за да се прави компарација? Или тоа само важи кај оние кои што
има нешто претходно диагностицирано? Медицинската документација задолжително треба да се носи за да се прави споредба на промените. Особено важи за мамографијата, бидејќи мамографијата може да биде, треба да биде технички исправна, ама независна од читањето на радиологот. За разлика од ултразвукот, кој што е повеќе, да кажеме, субјективна метода и зависи од тоа како е поставена позицијата на сондата и како е направена снимката. А мамографијата се разбира задолжително секогаш за споредба. Така. Споминавте магнетна резонанса. Така. Колку често таа може да се прави кај пациенти кои што имаат зголемен ризик за оваа болест? Значи во семејството имаат некој заболен, дали еднаш во годината, дали на 6 месеци и слично. Так. Магнетната резонанца кај високоризичната група на пациентки, кажавме кои се тие пациентки, значи сите оние кои што имаат генетска предиспозиција за малигно заболување на дојка и гениталиите или овариумите, и кои што веќе за жал во семејствата имаат позитивна семена анамнеза, значи веќе некој од семејството има заболување малигно на дојка. Во таа категорија пациентките треба да прават секоја година магнетна резонанца, тоа е според препораките на Американската асоциација на радиолошкото здружение, додека за другите категорија останува по потреба, кажавме, постоперативните контроли, имплантите и секоја недоумица со која што не можеме да ја докажеме или не ни е доволно само ултразвукот или мамографија. Доколку доаѓа жена на контролен преглед на 45 години и има некаков страв од мамографија, дали препорачувате да направи ехо преглед? Доколку ништо не напипува, дали може ехо прегледот и на таа возраст да ја замени мамографијата? Да ја замени не, но да ја надополни, да. А препорачувате ли кај жените под 30-та година, значи 20 годишни, да прават редовни ехо прегледи или само прегледи да изведуваат? Како што кажавме на почетокот, сметам дека во и препораките од сите, да кажеме, здравствени асоциации во одредени области се тоа дека грижата за здравјето на секоја жена треба да вклучува редовни годишни прегледи, како стоматолошки, така гинеколошки, така и прегледи на ехо на дојката. И тоа е голем бенефит да се открие рано било каква состојба, дали е бенигна или малигна, и многу порано да се превземат соодветни чекори за третман. Сметам дека секоја жена која влегува во репродуктивниот период, значи веќе после 18-та година, може и треба да почне со редовни ехо прегледи до 40-та година сосема доволно. Доколку има потреба, се разбира дека ќе бидат препорачани и другите методи. Така, кај жените како што бил диагностициран рак, како што е направена операција, колку време по оперативниот зафат се советува да се направат првите прегледи со снимање, дали ехо, мамографски или пак магнетна резонанца? Треба да побите 2 до 3 месеци од завршувањето на терапијата, дали таа ќе биде радиотерапија или хемотерапија, и потоа постојат точно протоколи, се знае за кој тип на малигно заболување, какви се протоколите, на колку време се прават прегледите, но во принцип за нив важат почести прегледи, барем во првите 3 до 5 години, тоа значи на 3 до 6 месеци ехо, на година дена мамографија, и доколку има било каква промена, контролите ќе зачестуваат или ќе се проречуваат. Колку често доаѓаат жени на преглед, како е вашето искуство, како што се диагностицира рак на дојка? Дали е зголемен нивниот број во последно време? За жал да, зголемен. Мислам дека го имало, но сега, последните неколку години, во нашата земја за среќа постојат многу мамомати и државата покрива такви прегледи и ги повикува на прегледи. Мислам дека се покачи свесноста на женската популација за редовните прегледи на дојка, и со тоа се разбира дека многу повеќе ги откриваме овие заболувања, но добрата страна е што многу порано се откриваат, порано се докажуваат, порано се третираат и со многу голем успех, можам да кажам. Прогнозата на ова заболување е со многу голема стапка на преживување,
токму поради достапната диагностика за оваа популација, навремена диагностика, навремено откривање и третирање. Сметам дека имаме многу подобра прогноза и подобро излекување после ова заболување. А зошто е важно при прегледот на дојката, при снимањата, покрај дојката да се проверат и пазувите? Бидејќи се случува, доколку не идеме на малигно заболување на дојка, истото да биде проширено и во пазувата. Некогаш, многу ретко, сум имала неколку такви случаи. Прво да забележиме промена во пазувата, потоа да ја бараме промената во дојката. Така да, затоа и постојат препораки и при диагностиката секогаш да се проверуваат и лимфните жлездички во пазувите, бидејќи се најблиску до дојката, а потоа си постојат и други протоколи за преглед кои што треба предоперативно да се направат или пред радио или хемотерапија. Доктор Лидија, ви благодарам за вашето денешно гостување, една интересна тема. Многу аспекти опфативме, секако има уште многу работи што би можеле да бидат кажани. Но ете, ќе имате повторно шанса доколку бидете наша гостинка во некој од новите изданија. Благодарам за вниманието. Почитувани, денешната емисија беше во соработка со Жан Митрев Клиник. Се гледаме секој работен ден од 12:45 на фреквенцијата на телевизија Тилма. До гледање.